Можем да започнем. Hvala što nekoliko kolegija ovdje u interes na времето ќе продолжи. 18 точка предлог одлука за давање согласност за основање на регионална депонија и потребна инфраструктура за источниот и североисточниот регион од страна на владата на Република Македонија. Дали барате објаснување по точката? Само да кратко кажам, значи согласно на депонијата дека ќе биде регионалната за локацијата збори. Не имаше одредено става на Советот нешто до нас на претходните години и локацијата конкретно. Вака, значи, ние носевме одлуки по доста прифаќање на самиот проект и искористување на тие средства, които се некаде околу 26 милиони евра, кои што се распределени на ниво на североисточен и источен плански регион. Дел од тие средства треба да ги искористиме ние. Конкретно за нашиот регион тука, треба да има претварна станица во Ранковце, на постоечката локација на депонијата. Нашата депонија со тек на време да биде ликвидирана и затворена, да бидат затворени сите диви депонии кои што се на територијата на општина Прија Паланка, ги има поголем број, проектот за возраст на тоа ќе добиеме определен број на моторни возила и тоа беа 410 метри кубни и 190 на регионалната депонија која што ќе го собира општината во североисточен и источен план треба да биде на територијата на општина Свети Димитар. Значи ние во тој случај треба да носиме околу до претварната станица во Ранковце, а од Ранковце тука значи со други моторни возила се носи на регионална депонија и таквите има 6 на територијата на Република Македонија, кои што после тоа ќе го фузираат во купниот отпад со селектирање и третирање допълнително на централна депонија во Скопје. За нас се говорат што нема ни станица ни депонија за општината супер според. А средства ќе имаме многу се да. Со тоа што треба да очекуваме минимално слоемоње во тој случај за транспортот на сметот од тука до Ранковце, со тоа што тоа ќе повеќе слоемоње на сметите за сметот. Но овие природни катастрофи што беа неколку години, тоа е понадатно тука со на два пати до сега гласавме пред финансирањето на проектот и на помишлената седница и покасно, подоцна на другите седници. Бидејќи се работи за проект на кој се работи долги години, општините се североисточен регион, сигурно 4-5 години се работи на тој проект. Мислам дека се работеше за донација од некој европски фонд или така нешто. Не ми е јасно се улогата на владата што ќе учетува владата, таму не е за да стопанисува со депонијата и Токму тоа е целта, значи ние носиме буквално не 203 одлуки, включително на преходен совет кој беше, во кој што ние вие не бевте советници, ама првичната идеја беше за таа регионална депонија да биде во општина Стара Нагоричане. Стара Нагоричане не го прифати тоа како предлог, се иззема од самиот проект и пропадна целата стратегија. После тоа, значи, почна да се прави нова анализа, тоа што се прави испитување на подземни води, површински води, заградување на самата почва, близина на други објекти од значење на самата локална заедница. Само таа стратегија се дојде до решение дека се вникнува како територија одговара за регионална депонија, претворен центар Ранковце. Сега, носевме наша одлука не заради тоа што таа седница која што повторивме беше од други причини, а затоа што беа подпишани претходните одлуки од претходните градоначалници. Бара нова согласност од новите општински раководства и заради тоа го повторивме како процес. Ова што носиме сега е само насока на подкрепа на владата да може да управува со тој одбор, затоа што тоа е бизнес. И се друго се децентрализира, а ова се централизира затоа што од друга страна ние од општините или регионите нема доволна количина на отпад за да може да влезат во изградба на една таква инфраструктура. Прво, инвестицијата е огромна, неисплатлива за регион или за неколку општини, а само национално ниво третирањето на
отпадот е на некој начин исплатливо и се покриваат оние трошоци кои што се како инвестиција, кои што бидат во самата фаза на имплементација на проектот. И ние сега со оваа одлука, значи, даваме виза на владата да го изрегулира тоа што некој предпријатие кој што ќе функционира на национално ниво. Значи, всъщност общините нема да бидат еден бенефит кој што беше зацртан првично, бенефитот ќе го има ќе у владата директно буџет. Од една страна ќе се ослободиме од сметот, ама се оно што е како смет го даваме на располагање на таа фирма или предпријатие кој што се бенефитот за моторните возила останува, значи ние добиваме две моторни возила, едно 4 метри кубни, другото 10 метри кубни и 192 канти за отпад. Тоа е со тој проект. Значи, две одлуки носиме на оваа седмица на Совет. Со овој проект, значи, го регулираме тој дел. Две моторни возила и 192 канти за отпад. Мене ме интересира само дали локацијата што се Никола е конечна, значи дали да не испадне после исто како на Величене, па после оваа Мокривиде и до кога планира се тој проект да се заврши. И кои општини спаѓаат? Паланка, Ковци, Куманово, Литково, Свети Никола, Штип спаѓаат во тај регионална депонија што отпати. И дали има согласност мислим од страна на Свети Николе на општината, тоа што знам дека најголеми проблеми кога се прави таква регионална депонија има од местното население каде што ќе биде. Даваше можност да ќе бидат сите вработени депонијата од тај крај, тоа е добро население. Секаде каде би се правило такво нешто, uvek има реакција од страна на невладени организации. И тоа ме интересира како информација дали таму е конечно се завршени процедури. Зашто и владата ние оваа одлука што ја донасаме, владата ќе почне да гради инфраструктура. Дека се испелани сите работи до крај месец, се уште се процедираат некои детали. Најголем проблем со Свети Никола е тоа што новиот парк што се гради од Миладиновци кон Штип поминува по близината на Свети Николе, ја прекинува онаа соординица по која што овие возила за транспорт аспект треба да поминуваат низ централното градско подрачје. И тоа создава дополнителен терет на целата работа, не е предвидена кучка за самите возила и се уште се пеглаат тие релации. Од друга страна и општина Ранковце има некои несогласувања по однос на тоа дека тоа треба да биде претворен центар. Имавме до сега 3 средби во кои што беа вклучени Холандската амбасада, Министерството за животна средина и просторно планирање, па дури на една средба присуствуваше премиерот Заев. Се работи на наоѓање на соодветни решенија кои што ќе одговараат на општини. И оно што ме прашате како второ прашање, во општини со Фатин, да, значи единствено источниот и североисточниот регион го третираат сметот на една регионална депонија. Сите други региони се поединечно, тоа што значи на таа депонија во Свети Николе. Покрај тоа што ќе имаме претоварен центар во Ранковце за Ранковце, Крива, Паланка и Кратово, имаме втор претоварен центар во Куманово за Куманово, Литково и Величене. Останатиот дел од Источна Македонија, односно од североисточниот, односно од источниот Бански регион, има претоварен центар во Каменица, кој што ќе носат сите општини во Каменица, а останатите општини кои што гравитираат во Свети Николе, што се Штип, Кочани, Чешиново, Бешево, ќе носат директно на депонијата во Северно. Значи, буквално се затвара кругот со сите општини кои што се во североисточниот и источен Бански регион. А до кога се планира првите проектот да средствата се обезбедени. Значи се бара согласност од општините целосно и покривање на надминување на овие недоразбирања. Благодарам. Началник, дали некој друг ба разбор? Доктор Комитет за разбор и да заклучувам точката, искате да ставам мислам кој е за? Констатирам дека сме 18 гласа за, точката е усвоена. 19 точка, предлог одлука за давање согласност и гаранција за реализирање на проект набавка преку Атком Скопје на инфокомуналот Крива Паланка. Дали барате објаснување по точката? Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, истата ја ставам на спорување. Кој е за? Констатирам дека се 18 гласа за, точката е усвоена. 20 точка, предлог одлука за усвојување на програма за решавање на проблемот со починески на подрачјето на општина Крива Паланка за 2018 година. Дали барате објаснување по точката?
Да, велики предложения. Да, како објаснувам повторно на самата точка, ова е моја иницијатива затоа што во изминатиот период во разговор со службите во рамките на општината разговаравме на делување на проблем со општината Скитница. Имаме од ден имаме се поголема и поголема бројка кои што се движат по градските улици и наистина представуваат проблем, како за намалите, така и за оние повозрастните кои на некој начин имаат фобија од кучиња. Во таа насока, за да пристапиме кон третирање на самиот проблем, првично беше идејата за изградба на стационар. Стационарот како стационар изискува огромни трошоци. Значи, законот пропишува дека тој стационар мора да биде од прва градба, мора да има посебно живеалиште за секоја од кучињата, истите мора да се третираат медицински, односно да имаме ветеринар кој што ќе задолжен за следење на нивната здравствена состојба, мора да имаме грејење, односно затоплување на сите тие живеалишта, мора да имаме 3 оброка на ден со пропишана количина, на кои материи да се несува, значи третман кој што буквално е на многу високо ниво. Проценивме дека на локално ниво во моментот немаме толку средства или капацитет да ангажираме луѓе кои што може да го покријат оваа проблем и затоа пристапивме кон алтернативно решение со кое што во буџетот уште при гледањето од декември се предвидени средства за оваа намена, заедно во соработка со Одделението за финансиски прашања. И сега мораме да донесеме програма, со која програма ќе го изрегулираме начинот на постапување со кучињата Скитници, а од тука, значи, после тоа на тендер ќе биде изберена фирма, која што фирма во согласно со она што е закон и согласно со она што се познати начин на постапување во вакви случаи, ќе врши третирање на овие кучиња Скитници. За други детали да се интересираат, повеќе. Дали имате прашање? Доколку немате, точката затворена и се ставам гласување. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам 118 гласа за, точката е усвоена. 21 точка. Предлог одлука за давање приоритет за аплицирање на проект канализација за отпадни води за делот село Конопница, општина Крива Палата. Дали барате објаснување по точката? Дали некој бара збор по точката? Само кратко објаснувам. Значи, она што беше предходно кажано, работиме на подобрување на инфраструктурата на локално ниво, секако дека една од таа инфраструктура и системите кои што ги имаме и за водоснабдување и канализационни системи, имаме можност, значи преку програмата која што е преку Бюрото за неразвиени подрачја, Преку Министерство за животна средина. преку животна средина, затоа што преку делот за Бюрото за регионален развој и специфични подрачја аплицирахме со други проекти да година. Значи да аплицираме за изградба на крак за канализација во село Конопница. Ова е вкупна сума на проектот кој што се однесува за целокупна изградба, со тоа што тука евентуално ако ни биде одобрено, општината ќе треба да компенсира со определена сума, но тоа сепак го определува Министерство. Дали тоа ќе биде 30, 40, 50% од вкупната сума, која што е проценета на 5 милиона 043 188 денари. За кој дел од Конопница се работи? Сака се да прашам. Делот е покрај новиот пат што се правеше доле Штала А2, али фаќа и дел од куќите кои што не се офатени на главниот конопнички пат што е. Значи тука фаќа некои 20 куќи и после врти доле, оди под долот покрај ново изградениот пат и доле е предвидено да се приклучи на колекторот, тој што преска зборевме, ново проектираниот колектор, на шахта од колекторот и потоа оди према пречистителна станица. Значи покрај новиот пат што е Штала А2, од долот ги фаќа куќите горе дел од Конопничкиот пат, па доле тие куќи ги фаќа што се покрај патот Штала А2. Да, Малиново лозе. Префрлуваме кај долу. Тој дела, да. И беше само за канализација и беше повикот, значи не можеше да се аплицира со нешто друго, исклучиво беше повикот за канализација, така да мораше и одобрение за градба се тражеше, така да овој беше спремен проект со одобрение за градба и за тоа го аплицира. Дали некој друг бара збор? Доколку не бара збор никој, ја заклучувам точката, искате да ставам на усвојување. Кој е за?
Против? Въздържани? Констатирам с 18 гласа за. Точката е усвоена. 22 точка. Предлог одлука за аплицирање на проект создавање на предуслови за развој на туризмот и мобилност во село Станци преку изготвба на проектна документација за патна инфраструктура и уредување на станички водопади во општина Крива Паланка. Дали барате објаснување по точката? Да, поведете ракуми. Почитувани градчани, почитувани знати, почитувани съветници, колеги и присутни. За нас има две одлуки. Која е едната за создавање на предуслови за развој на туризмот и мобилност во село Станци, другата одлука е по точка 23 изработена техничка документација за патен правец во Дурачка река. А членот 2, кај што е во специфични развојни подрачја, тој членот 2 важи само за Станци, не важи за Дурачка река. Така е во укусно, туку да характеристичко. Грешка така е во укусно што ги имаме од Бирото за регионален развој, дека општината обезбедува 50 до 50% од финансите средства за изработена техничка документација за Станци. А другите, точка 23, за техничка документација за Дурачка река, само ги бараме целосно средствата од Бирото за регионален развој. Тоа е исто. Като тука е технички грешка става, така да иначе. Благодарам, ръководите. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точката е ставам на усвојување. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам с 18 гласа за. Точката е усвоена. 23 точка. Предлог одлука за аплицирање на проект создавање на предуслови за развој во село река преку изготвба на проектна документација за патна инфраструктура во општина Крива Паланка. Дали барате објаснување по точката или претходно беше? Дали некој бара збор? Поведете. Во врска со тоа име Дурачка река Станци, дали си има нешто за тој големиот што е свечиштето? Затоа што ние сега правиме даваме одлука за развивање туризам и имаме еден голем проблем што така да се реши. Там се таа повика за Така, ќе го давам збор на градоначалникот. Поведете. Така, значи, на двете точки претходно кои овде се само за изработка на проектна документација, значи да разграничиме, значи не е ова имплементација на самата активност. Имено со првата сакам да промовирам она што се нарекува во квалитет што не е доволно познат за јавноста, а може да привлекува туристите, тоа се станички водопади. Со вториот, некако решаваме само делно оно што е проблем, а тоа е прекласирање на делот кој што е свечиштето. Предвидено е со оваа проектна документација на локалитетот Шопевски дол да се проектира нов патен правец кој што изврши поврзување на патот кој што води на населот Метов. Значи, со тоа ќе го заобиколиме делот на свечиштето и на некој начин ќе добиеме по-безбедно движење на сите оние моторни возила кои што се обраќаат на тој локалитет. А напоредно на ова, значи, заедно со Игор поднесовме барање, тоа е ургентно барање, имавме последен состанок со Центарот за управување со кризи и со Центарот за заштита и спасување, исто така на моја иницијатива, на која што се договоривме да поднесеме истовремено барање од сите институции до владата на Република Македонија за помош и решавање трајно на проблемот на свечиштето, затоа што тоа е сериозен проблем, општината како така нема финансиски средства, не може да го реши. И за тоа можеме да се ставите конкретна точка на дневен ред на седница на владата и преку тоа да добиеме определени средства и го решиме проблемот со самото свечиште. Значи, напоредно на тоа, ова како одлука е само алтернативно решение, а секако трајното решение ќе биде одобрувањето на тие средства кои што евентуално ќе ги добиеме од владата на Република Македонија. Благодарам. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точката е ставам на усвојување. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам с 18 гласа за, точката е усвоена. 24 точка. Предлог одлука за дефинирање на граница на опфатни улици во општина Крива Паланка. Дали барате објаснување по точката? Дали некој бара збор? Кратко објаснување, значи,
пописот на население кој што го очекуваме и долго време беше пролонгиран, начално се дава термин 2020 година. За да биде спроведено онака како треба, треба да направиме некакви продуктивни активности тука на локално ниво. Именно беше започнато со номерирање на хитните броеви на сите домаќинства во општина Сига Паланка, но таа постапка, значи, почнава застана затоа што е нема дефинирано пат на улици. И заради тоа ја спроведуваме и ја носиме оваа одлука, кај што го дефинираме опатот на самите улици, а веднаш потоа, значи, во соработка со општинската администрација и екипа џепа комуналници излезат на терен и ќе направат номерација, односно сите домаќинства ќе добијат нови кутни броеви. Оние кои што имаат постоечки нема да бидат заменени, кои што се покупуваат според бројот, оние кои што не се номерирани од текот на нареден период, значи и последат екипи на џепа комуналец и екипа од општинска администрација и ова ќе биде на трошок на општината, иако порано беа носени одлуки со кои што реално требаше да го платат како трошок, значи исти ќе бидат ослободени од било какви трошоци. Благодарам, господин Матуша. Поведете се. Само предлог ако може. Одговори на самите попатот на граници на улици. Кај повеќето и постари улици, значи во малските улици нема сообраќајна сигнализација и знаци. Конкретно, примерно имам моје видување на кај манастир патот. Значи имаше знак 12 тона, кога дојде до судски спор, знакот го тргна, бидејќи не бил поставен според план кој од општината. Таму секојдневно поминуваат, значи тоа е улица која според тонажата камиони со дрва со 40 тона, што мислам дека такви локални патишта е забранено. Путот е уништен, значи ќе ги уништат и сите други. Ако не ние донесеме одлука и тоа го ограничи, значи нема кој да ни пометува, значи голем проблем според мене. Размислување на таа маска. Искрено, значи, моето предложение беше да и тоа го покажам по прашање на еден од првите колеги Никола Вегов во општина. Ни дојде на друг проблем. За да ние стопираме било кој моторно возило кое што врши транспорт, дали е тоа на угрено дрво, други минерални суровини, песок, камен или било што, ние не можеме да извршиме точна констатација колку е неговата тежина. Од кој причини? Затоа што немаме вага, која што е точна и баждарена, а секоја друга предпоставка со било какво издавање на решение за казна или за некаков вид надомеsto за користење на тие локални патни правци кои што ги имаме, нема да ги издржаме и ќе падне на суд. Значи, единственото решение е наоѓање на вага која што биде баждарена и врз основа на тоа дека ако соорганизна полиција утврди дека носилоста на тоа возило е поголемо, да биде подложено на точна контрола за основа на која што може да биде направен закон. За песок не знам, но мислим дека за кога се работи за дрва, камионите на видом по самите кубни метри може да се пресмета тежината. Тоа мислам дека судот не го признава, но сега не знам исто при самото тендер, самото добивање, значи они имаат солуција, дават споредни патишта, значи како што знам тендерот кога взимаат за користење на шум, значи самиот кој што го взима тендерот не сме да се движи по патот пошто е предвиден локален дават, а никој не ги користи. Исто така кога беше хидроцентралата, кога се правеше комунална, не хидроцентралата, па по водоводот што е мрежата, значи они многу добро го знаат законот. Ако се сеќавате прво кај градската сала, целиот материјал се истовараше и се тераше со трактори. Значи најбаре одеше, значи со мали трактори. Кога видела знакот се тргна, жаргонски кажано село исклучиња, клинкерите по 40 тона тргна надгоре. Значи путот е тотално оштетен, значи со секој и во моментот гледам вчера, завчера пак се движат камиони за дрва и тоа за многу брзо време ќе може да стане нефункционален. Новиот пат е искуцан и стариот. Значи некако мора некое соодветно решение, некоја солуција. Благодарам за сугестијата, ќе разгледаме тоа со службите. Во секој случај и нашите размислувања се во таа насока. Точно, а никаков бенефит немаме како општина, ние од тој транспорт на дрва или дрвата идат највеќе по други општини, за Куманово, за ова, нас ни ги упропастуваат патиштата, али за жал во моментот некако не се на еден начин тој изрегулира. Они добиваат концесија од Министерство за шумарство или економија, не знам. Мислам дека дават целосно план за транспортот. Поголема, ако ви кажа, кога се работи, дават. И они дават овие неасфалтирани патишта, ги дават, примерно од Калин Камен до Жидилово.
а после го користи асфалтниот пат. Значи он за да влезе на тендерот мора да даде проект. Ние некако општина никој нити не известува, мора тука нешто се преземе. Мислим, факт е дека И исто така патишта поправува што спомија познато хидроцентралите што се гради реката. И исто гледам дека народ, како што знаме во општина Раковци пред 3-4 години имаше акција зема преку има 180 мислам кривични дела, трактори за кубик, песок за камења. Како што гледам покрај рекава, камиони со сите сеат и од истиот материјал се користи и се гради и се тера, тоа е абсурд. Чиво надлежно се тоа? Објект од А категорија има оценка за влијание на животната средина, има дозволи така да тука. Не, материјалот што се инвестира. Значи од самата река да се вази да се инвестира во него. Има си се. Песок. Комплетно си има, да. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Доколку не бара никој збор, точката е затворена, иската е ставам изслување. Кој е за? Против, воздържани. Констатирам што се новите гласа за, точката е усвоена. 25-та точка, предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 2495 во КО Градец, општина Кривопаланка. Дали барате објаснување по точката? Дали некој бара збор по точката? Доколку никој не бара збор, точката е ставена на усвојување. Кој е за? Против, воздържани не. Констатирам со 18 гласа за, точката е усвоена. 26 точка. Предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација, за која ќе се изврши согласување на намените за КП број 392 во КО Мордивњак, општина Кривопаланка. Дали барате гласување по точката? Дали некој бара збор по точката? Доколку никој не бара збор, точката е ставена на усвојување. За? Против, воздържани не. Констатирам со 18 гласа за, точката е усвоена. 27 точка. Предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 2423/1 во КО Коновница, општина Кривопаланка. Дали барате објаснување по точката? Дали некој бара збор по точката? Доколку никој не бара збор, точката е ставена на усвојување. Кој е за? Против? Воздържани? Констатирам со 18 гласа за, точката е усвоена. 28 точка. Предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 1425 во КО Кривопаланка, општина Кривопаланка. Дали барате објаснување по точката? Да. Тука е потребно, според постоечкиот детален урбанистички план, е предвидено заштитно зеленило, а според постоечкиот ГУП е предвидено домување во стамбени куќи. Според тоа потребно е во новиот детален урбанистички план да се предвиди А1 домување во стамбени куќи. Значи да се усоврши усогласување на идниот детален урбанистички план со постоечкиот ГУП, кој што е донесен и намената ќе биде А1 домување во стамбени куќи. Да, и на овај локалитет веќе има изградена куќа. Да. Значи, нека се биде да ја легализираме, а не дека сега правиме. Значи, легализацијата за да помине треба да се изврши усогласување на намени на земјиште под обект. Дека во идниот детален урбанистички план ќе има намена А1 домување во стамбени куќи. Да не испадне дека, значи тука ако има намена заштитно зеленило, знаеме зеленилото што е важно за нашата општина, е како и за поплави, и потоа и тие слечишта и све. Сега нема да ја легализираме некоја куќа тука на таков некој терен, па потоа да испадне да ја обештетуваме куќата за тоа што некој слечиште ја фател. Така да не знам, за ова вакви работи некако, и ние се договоривме дека ќе има тука изработил ништо од тоа договорот од претходниот совет. Пак истото совет на општина Кривопаланка, председател Изабела, и тоа само. Работите кои веќе ги договараме да ги завршуваме и да ги почнеме така како што се договорили, а не секој совет да си го истото правиме во обед. Вака, однос на намената,
Значи постоечкиот детален урбанистички план е од 70 години и таму е предвидено намена заштитно зелениот. После тоа е донесен генерален урбанистички план 2014 година, каде ще е ставена намена домување во стамбени куќи. Потребна е одлука за намена на земјиштето во идниот детален урбанистички план да се земе намената од генералниот урбанистички план, за да може да продолжи постапката за легализацијата на стамбен објект. Значи не станува збор место со заштитно зелена. Само мало појаснување, значи за секој од овие точки кои ќе носиме како одлука, бидејќи на самите одлуки не е уместно да стои изворци од и слично. Носиме така, но од друга страна сите оние парцели кои што ги гледате кај Иво, тоа е една парцела само подносен предмет. Тоа го има низ процедура на одобрување, не се носи само одлука како одлука лист кој што го гледате е пред вас, туку за секој од тие предмети можете поединечно да направите увид и тие не случајно се тука, а дел од тие одлуки кои што носиме со плановите си на самите шкафчиња залепени, значи не на оваа седница, туку и на претходните ги имате на увид, значи ако ви треба дополнително објаснување за било кој од нив, може лично на самата седница да се информирате и дополнително значи од службите да добиете било каква информација. Дали имате други прашања? Доколку немате, 28-та точка е ставам на условување. Кој е за? Против? Поддржани? Констатирам со 18 гласа за. Точката е усвоена. Да, Кроз 2. 29-та точка, предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 1166/1 во КО Отворачка река, општина Крива Паланка. Дали барате објаснување по точката? Дали бара некој збор по точката? Доколку никој не бара збор, точката е ставена на условување. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 18 гласа за, точката усвоена. 30-та точка, предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши и согласување на намените за КП број 2430/1 во КО Конопница, општина Крива Паланка. Дали барате објаснување по точката? Дали бара некој збор по точката? Доколку никој не бара збор, точката е ставена на усвојување. Кој е за? Против? Констатирам со 18 гласа за, точката е усвоена. 31 точка, предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 1541 кроз 2, да, во КО Добровница, општина Крива Паланка. Дали барате објаснување по точката? Дали некој бара збор по точката? Доколку никој не бара збор, точката е ставена на усвојување. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 18 гласа за, точката е усвоена. 32 точка, одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 4561/2 во КО Крива Паланка, општина Крива Паланка. Дали барате објаснување по точката? Дали некој бара збор по точката? Доколку никој не бара збор, точката е ставена на усвојување. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 18 гласа за, точката е усвоена. 33 точка, иницијатива за поведување на постапка за именување на улици, площади, мостови и други инфраструктурни објекти во општина Крива Паланка. Дали барате објаснување по точката? Дали некој бара збор по точката? На кратко, значи, сега свој остав, секој значи после тоа е комисијата која што ќе презуваше овие прашања и самиот преводач може да поднесат возложение. Она листа која што вие имаме на линија, на улици, инфраструктурни објекти, мостови и слично, е исцрпена. Значи, која е постапката и процедурата? Ако сакаме да донесеме име на улица, еве речено особено описа, имаме наполно да уличен систем, таму многу тешко веќе според бројот на население,
дали се тоа поштенските служби или другите служби од општината можат да достават решение за данок или било каква друга информација. Ако сакаме да ја номерираме таа улица во таа начин во безуличен систем, ние мораме да истрпиме имиња кои што се веќе предходно одобрени од страна на владата на Република Македонија. Претходната листа која е придобивена со сите оние имиња е употребена, немаме такви слободни и заради тоа пристапуваме кон носење на нова одлука со која што ќе извршиме дополнување на веќе постоечка листа со имиња на улици, на мостови и други инфраструктурни објекти. Тоа е основната причина за носењето на една ваква одлука. Дали бара некој збор по иницијатива? Поведете. Целосно причина не бе присутен на седница на комисијата. Имаше една иницијатива од Сдруженијето на резервни воени старешини. Се извинувам, дали зборувате за предлог на имиња? Ама ова иницијатива да први посебно оди тоа наредно. Да. Дали имате други прашања? Доколку немате иницијативата, ја ставам на гласање. Кој е за? Против, воздржани? Констатирам се со 11 гласа за. Сега е предлог листа на имиња на улици, площади, мостови и други инфраструктурни објекти на Пазарчето на општина Крива Паланка. Значи, комисијата се состана пред самата седница. Имаше некои предлози од наша страна, што сме дел од таа комисија, но не значи дека таа е затворена листа и дека на самата седница вие не можете да давате ваши предлози. Од службите ќе ги прочитат имињата како предлози што сте, ама истата може да се дополни. Поведете. Вака комисијата се за изидување на улици, площади, мостови и други инфраструктурни објекти во општина Крива Паланка пред самата седница се состана и до Советот доставува 15 предлози. Првиот предлог Бранител, вториот Бранители 2001, третиот Киров Григоров, четвртиот Руен, петиот Руенска, шестиот 24 мај, седмиот 23 октомври, седмиот уствари, Роднички баталион, деветиот Сарандопол, 10-тиот Цар Самуил, 11-тиот Султан Тепе, 12-тиот Порта Македонија, 13-тиот Румена Војвода, 14-тиот Царев Врв и 15-тиот Ремисијана. Овие 15 предлози, значи доколку ги прифатите и изгласате, ќе бидат ставени во предлог листата која што веќе имате пред вас, значи ќе биде дополнета со соодветни образложение за секој назив, кој што подоцна се доставува значи на согласност од влада и откако ќе добиеме согласност од влада, повторно оди на согласност на Советот и ќе представува база значи за именување на улици, площади и други инфраструктури објекти искористени имињата, докато ги прифатите да влезат во листата. Истата, благодарам ви, ама истата листа, значи, може, кој не се дел од комисија, може сега да се прошири, може да дадете ваши предлози. Да ги почнат преска, гледам дека предлогот кој што беше веќе влезен, иницијативата недавното проверено. Дали конопничка бригада, батальон или четврти пешадиско моторизирана единица, не е битно, од Давидово име 4 август, кој е питен датум кој што... Друг предлог? Ремисијана, веќе дадеме со објаснување, значи тоа соење потекнува од античко време и е име на регионот, Кривопаланички регион во античкиот период. Ремисијана, да. Дали имате некои други предлози? Ако доколку немате предлог листата, ја ставам на гласање. Со дополнување предлози, ја ставам на гласање. Кој е за?
против, въздържани, приема с 18 гласа за, предлог листата усвоена. 35 точка, предлог одлука за утвърдување за донесување на урбанистичка планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 9634 во ПО Градец, општина Кривокаловка. Дали барате објаснување по точката? Дали бара некој збор по точката? Ако никој не бара збор, точката ја ставам на усвојување. Кој е за? Против и поддржани нема. 18 гласа за, точката е усвоена. Со ова искупен дневниот ред и седмицата затворена. А сега нема да го пуштим.